Отклучувале кели и ослободувале затвореници, а сега соколот и зверот може да завршат во нив. Екс-директорот на Шутка Филип Пандов, познат под прекарот Сокол, и неговата десна рака, заповедник во затворот Сашо Крстевски, зверот се главните осомничени за незаконските случувања во истражниот затвор Скопје. Според засега непотврдени информации, двајцата се уапсени и се наоѓаат во полициска станица, а МВР тресе повеќе локации и собира докази. Според првичните информации станува збор за организирана криминална група, составена од сегашни и поранешни затворски службеници, која делувала подолго време додека Андов беше директор на Шутка. Наводно ослободувале затвореници кои се шетале слободно и кога сакале се враќале во затворот. Неофицијално се товарат за злоупотреба на службената положба, овозможување бегство и незаконско ослободување на затвореници. Оделот за сузбивање на организиран криминал и корупција при Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител од специјализираното оделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по наредба на судија на претходна постапка врши претреси на локации во Скопје. Според засега непотврдени информации, во тек е истрага која треба да утврди дали и други лица биле инволвирани во оваа криминална мрежа, како и дали парите биле главниот мотив за нивните постапки. Истрагата треба да покаже како стотици телефони завршуваа кај затворениците кои во изминатиот период беа запленети во повеќе акции на полицијата во келиите. По наредба на судија на претходна постапка, полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција при МВР извршуваат претреси на локации во Скопје. Подетални информации во текот на денот. Инаку, Сокол беше именуван за директор на истражниот затвор Скопје во 2020 година, а претходно му беше советник на тогашниот премиер Зоран Заев за креирање политики кои се од посебен интерес на граѓаните на град Скопје. За злоупотреби од поранешната структура информираше директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов, кој рече дека затворот во Шутка бил хотел промаја. Уште во јули сите докази кои ги собрале од тогашниот вонреден инспекцијски надзор ги доставиле до полицијата и обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Тогаш Андов демантираше и најави тужба за клевета.